Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Денешната епизода е наречена Советување. И сакав малку да поразговарам денес за општо која е идејата зад овие советувања за доење кои што јас ги правам како стручно лице, меѓутоа и малку поопширно да поразговараме за тоа што значи советување, особено и од аспект на тоа што ние многу често и како мајки се советуваме една со друга. Како со твоето дете, како помина, си даваме совети за првите мигови, за доењето, за проблеми со доењето. И сето тоа е навистина прекрасно. Воопшто, да не бидам сватена погрешно, една таква заедница на мајки, на родители, на семејства кои што многу отворено разговараат за сите проблеми, за сите предизвици со кои што се соочуваат на почетокот и како ни е потребна. Бидејќи јас лично сметам дека имаме навистина голем проблем во искрената комуникација, особено за оној период кој што е веднаш после породувањето. Првите моменти кои што во принцип ако зборуваме за доењето, често велам дека тие си најкритичните моменти за како ќе тргне доењето, како ќе се одвива понатаму и за тоа со колку големи или со колку па и помали проблеми ќе се соочиме. Зошто го потенцирам секогаш тоа? Бидејќи тој прв период после породувањето е навистина еден специфичен период од секаков можен аспект, меѓутоа е еден период во кој што најчесто ние како семејства сме многу затворени. Затворени заради тоа што ни е чудно од сите тие емоции, веројатно, кои што ги доживуваме после породувањето, бидејќи никој не зборува, како што реков, отворено за истите. И чудно ни е што може би плачеме некогаш, а не разбираме и зошто плачеме. Чудно ни е тоа да го споделиме мислејќи дека е некаква слабост од наша страна. Некогаш може би па и некои од семејствата се адресирани, некои од жените се адресирани како хормонално ти ова ќе ти помине, ова се хормоните, не си ти. Да, хормоните се, меѓутоа и тоа сум јас. Значи хормоните сум јас. И да, нормално е сите овие стравови да бидат дел од моето искуство веднаш после породување. И не е во смисла само да, ти не си ти заради тоа што не сакам тоа да го сватиме на тој начин да ние мора да се вратиме чекор назад и веќе да не си веруваме на себе си на она што го чувствуваме во тој период. Пример, моето доживување со моето прво дете, особено во ноќите кога ми беше страв, кога на моменти си велев па и јас сум дете, сега имам мало дете за кое што треба да се грижам и јас се чувствувам уште како дете, неспремна. Не е тоа толку лесно само да се адресира на хормоните се ќе ти помине. Не ми помина, јас до ден денес седам и во многу ситуации како родител сум многу неспремна за многу работи, меѓутоа она што можеби тогаш навистина сакав да го слушнам и она што јас сега често го кажувам на многу родители е моментот да треба да си неспремен. Нормално е да си неспремен, нормално е да не знаеш како е, затоа што без разлика, мислам, прв пат се среќаваме со родителството како улога и тоа не е една улога, тоа се најразлични улоги кои што ќе ги имаме, најразлични предизвици со кои што ќе се соочиме, дали на новороденче, дали на постаро детенце, дали на поголемо детенце, на детенце што оди во училиште веќе, на детенце во пубертет и така натаму, значи сето тоа се навистина, да кажам, нормални предизвици кои што следуваат и сите стравови кои што ги имаме размислувајќи на сите тие теми се исто така нормални. Не се тоа само хормоните. Хормоните можеби делуваат само како еден начин на хипербола, едноставно ги хиперболизираат нашите емоции. Меѓутоа сите тие стравови се многу нормални. И она што сакав да го кажам конкретно како е сето тоа поврзано со доењето.
Многу често семејствата се несигурни во своите емоции, несигурни се во она што треба да го направат, бидејќи, да бидеме искрени, ретко кој се спрема за доењето во тој постпородилен период. И многу често се случува ние да имаме многу погрешна слика за тоа како изгледа и доењето и животот со новороденчето во тој прв период, што кога ќе се случи реалноста, иако таа реалност е многу нормална. Јас имам и на мојата веб страница баш и заради тоа напишав текст за првите 40 дена после породување, бидејќи тоа е реалност и треба што погласно да зборуваме за истата, меѓутоа кога таа реалност ќе ни се случи што е нормална, ние имаме различни очекувања, ние се плашиме дека нешто не е во ред, дека нешто ние не правиме како што треба и таа вина, таа грижа на совест и како може да влијае во тоа какви одлуки ние носиме во тој првиот период. Така што да, значи на сите семејства кои што доаѓаат на советување на доење, со сите го разговараме овој феномен, сите го имаат тој момент, јас не знаев, јас не очекував дека ќе биде вака, јас стварно не мислев и многу често се исплашени за работи за кои што детето, што ги прави бебето, што се многу нормални, многу очекувани. И навистина ми е, јас барем сум многу среќна што ја имам оваа работа и што некогаш ја имам таа моќ да ги смирам семејствата и да ги уверам дека некои работи се сосема во ред и дека сликата едноставно која што ние ја имаме, дали е наметната од општеството, од околината, неважно, дека не секогаш ја отсликува реалноста. Нормално, ако мене ме прашате, најдобриот момент за едукација е пред да се случи сето тоа. Значи да бидете едноставно спремни и да знаете што се може да го очекува после породувањето, како да ви изгледа секојдневието и оние семејства кои што имаат многу пореална слика, се многу посмирени, иако да, и нормално секогаш има емоции во прашање, длабоки емоции, огромна среќа, некогаш и огромна тага, едноставно од еден екстрем во друг екстрем. Меѓутоа, оние кои што знаат дека тоа е релативно нормално, си даваат многу поголема оддишка од оние семејства кои што едноставно првпат се соочуваат со многуте предизвици и не знаат како да се справат со истите. Затоа секогаш викам, пред да стигнеме до советување, ако има некој што слуша, нели се уште се нема сретнато со тој постпородиран период, сакам да знаете дека стварно е најдобро да се едуцирате, да знаете што ве чека, да знаете особено за доењето е многу важно, да знаете каков процес е, зошто се случува, што се може да влијае на доењето, заради тоа што еден од најголемите предизвици е самиот чин на породување и првите мигови после породувањето, првите ден, 2, 3, тука семејствата највеќе, да кажам, највеќе губиме време тука и како може да се реагира, да се олесни доењето. Едноставно да имаме што помалку предизвици, меѓутоа протоколите кои што ги имаат не сите, меѓутоа дел од нашите родилишта не се такви и тука навистина ние наидуваме на првата сопка. Понатаму, додека семејството свати што се случува, додека проба неколку начини кои што нема да успеат нормално, прво ги пробуваме начините кои што ни се дадени како совет од дали било од родилиштето, од околината, од пријатели, така натаму. Меѓутоа, што треба да внимаваме кога добиваме совети, нели, од лица кои што реално не е стручно и обучено за оваа тема. Треба да внимаваме на тоа дека сечие искуство е лично и индивидуално искуство. Доењето
многу ми е интересно кога буквално од една страна, доењето е нешто најлесно и наједноставно, од друга страна, доењето е многу комплексно. И двете овие изјави се многу точни, бидејќи доењето е многу лесно и едноставно, доколку ние го правиме инстинктивно онака како што треба да го правиме, како што од нас се очекува да го правиме. Тогаш би требало да биде доста полесно и доста поедноставно. Меѓутоа, ние го правиме онака како што, да речем, ни се наложува, кога, како, зошто, на колку часа, колку гради и така натаму. И се додека ние го правиме тоа по некои шеми кои што некој друг ги диктира, а единствено кој треба да ги диктира шемите, се знае? Нашето бебе. И се додека ние го правиме према некои туги шеми и треба да задоволиме нечи туги очекувања, тогаш ние забораваме да го погледнеме нашето бебе. Забораваме едноставно, ние веќе гледаме на сад, гледаме во апликации, табели и што се не, а најважното нешто кое што ние треба да го правиме е да го запознаеме нашето бебенце. Здраво, јас сум твојата мајка, ти си моето бебе, да едноставно да го наблюдуваме, нашата енергија да ја посветиме да го наблюдуваме, знаците на глад, дали има мака некоја и што се случува. Сето тоа ние треба да го правиме во тие први мигови во кои што ние најчесто сме прво сме многу уморни, факт, меѓутоа сме им презафатени со па колку, па како, па зошто, па вака, па така, па совети од околината кои што, верувајте ми, најдобронамерни се, јас сето тоа го знам дека се најдобронамерни. Меѓутоа, некогаш знаат на вистина, наместо да помогнат, едноставно само да одмогнат. И зошто? Затоа викам, зошто индивидуално советување? Затоа што кога седнувам јас со семејствата да разговарам, нормално, јас ги прашувам истите прашања како што би го прашала секој семејство на моите советувања, меѓутоа, врз база на одговорите кои што ги добивам јас назад, јас можам многу подетално да го откријам проблемот. За разлика од некое лице кое што нема едукација во оваа област. Еве еден пример. Кога мајка, пример, мене ќе ми пише градите ми се полни, а да речеме, нели е сепак еве една недела после породување, градите ми се многу тврди, многу полни, што да направам? Јас тука, пример, јас не можам ништо да кажам, мајката што да направи, не можам да дадам конкретен совет што да направи, без јас да знам зошто се случува тоа. Дали градите, пример, се полни заради тоа што бебето не успева да цица од некоја причина, или градите се полни затоа што мајката има хиперпродукција, или градите се полни само сега еднаш заради тоа што бебето ја преспало цела ноќ, и во сите три ситуации различно треба да се реагира. И ќе зависи многу, значи, дали, како што рековме, ако бебето нема ефективен подој, тогаш треба да се види зошто, како за да функционира доењето. Ако мајката има хиперпродукција, треба да знаеме дека дефинитивно е хиперпродукција во прашање, како да се справиме со хиперпродукцијата, без сето тоа навистина па да влијае многу на самата лактација. Зборувам, нели, на самата количина која што му е потребна на бебето за да расте и да се развива. Ако е па последната ситуација само еднаш се случило, исто така имаме различен пристап. Заради тоа, затоа постојат овие индивидуални советувања кои што често се наречени работа еден на еден. Еден на еден затоа што е стварно премногу индивидуален пристапот. Ја разгледуваме секоја точка, секој момент, секоја емоција на мајката. Значи, тука многу голема улога игра и емотивното. Знаете како не е ова само математика, 1 плюс 1 е 2 и готово, тоа е начинот. Зошто ова го кажувам? Затоа што, пример, на едно советување, јас многу често разговарам со семејството и со партнерот, и со бабата, и со дедото, ако треба, значи со поширокото семејство, пример, доколку таа мајка треба малку повеќе да работи на лактацијата, можеби ќе треба поголема поддршка, па разговараме, значи, како може да се вклучат другите членови, доколку се на располагање. Или со мајките, пример, разговараме
многу често што можат да инкорпорираат во нивното секојдневие, за да можат да го постигнат она што го сакаат. Кај некоја мајка можеме, например, да зголемиме лактација само со измолсување, кај некоја мајка само со доење. Значи, сето тоа ќе зависи, тој план за како да се стигне до целта е премногу индивидуален. Иако пристапот и методот е генерално тој, меѓутоа планот, како ќе течат работите, како ќе се одвиваат работите, многу ќе зависи од самото семејство. Заради тоа, би сакала, стварно, мислам и генерално, зошто би сакала да ги поттикнам семејствата да си побараат стручна помош. Кога ќе кажам стручна помош, прво тука исто морам да бидам многу децидна. Барајте помош од некој кој што сметате дека ќе ве изслуша прво, кој што кога му викате дека имате проблем, не е само адаптираното леко решение, туку некогаш е решение, значи да бидам многу транспарентна, да, некогаш е решение времено, меѓутоа што правиме во меѓувреме? Дали имате план за како да се намали, да се тргне адаптираното млеко? Дали некој седнал да види подетално како се одвива работата, што се случува? Дали ви треба, значи кои се чекорите кои што треба да ги превземете во следниот период за да успеете во вашата цел? Барете секогаш да е тоа лице кое што има некаква обука, специфична обука. Значи јас имам и на мојата веб страница пишувано за титулите во светот на лактацијата и на доењето. Значи има најразлични обуки, најразлични титули кои што ги имаат лицата кои што нели работат во оваа област. Барете лице кое што поседува специфично лактациско познавање, се вика тоа специфична лактациска едукација. Значи едукација конкретно само во полето на лактација, менаџирање на лактација, на доење и така натаму. Зошто вреди секогаш да си побарате ваква помош, особено нели мислам ако сакате нормално да успеете во доењето. Заради тоа што ваквата помош колку порано ја побарате, јас затоа викам, дури моите препораки се да се спремите пред да се породите. Најдобро е. Заради тоа што и во сега јас не можам да зборувам за другите курсеви, меѓутоа курс за доење, конкретно и за лактација, зошто ви е потребен? Затоа што лактацијата е чин кој што се случува во вашето тело. Како што сите ние како жени треба да знаеме, пример за нашиот месечен циклус, за нашата менструација, така треба да сме информирани и за процесот на лактација. Што се случува за време на тој процес, што се случува во нашите гради, како се одвива, како зголемуваме, како намалуваме лактација. Едноставно да знаеме, да управуваме со тој процес, да го гледаме нашето тело, да ги следиме знаците кои што ни ги дава нашето тело, за да знаеме како соодветно да изреагираме. Таков еден курс за доење каков што е мојот пример, повторно ќе кажам, не знам колку доењето во другите курсеви е опфатено, меѓутоа кај мене е само доењето опфатено, лактацијата како процес и се покриени сите, да речам, можни препреки. Во смисла, дури и затоа велам, и при предвремено породување, има еден цел дел за предвремено породување, како да се задржи лактацијата, што да се прави во тие моменти, како да се реагира. Затоа е навистина многу важно сето тоа да знаеме многу на време да го менаџираме. Значи многу на време да се вложиме во целиот тој процес доколку сакаме да успееме во она што го имаме замислено како наша цел. Меѓутоа, доколку тоа не сте го направили и за момент се чувствувате, има многу семејства, мислам, многу семејства со кои што јас работам на советување, вклучувајќи ми и мене, мислам, и јас бев иста. Кога бев бремена, седев и си размислував, ако имам проблем, тогаш ќе реагирам. Нели, да видам што ме чека, меѓутоа може и ќе немам проблем, сметајќи нели дека доењето е едно од едноставните работи кои што нели понатаму ме чека целата преплашена од самиот чин на породување. Меѓутоа не е баш така.
И стварно ве охрабрувам во уште во оние први мигови веднаш да побарате стручна помош. Колку порано побарате стручна помош, толку побрзо и полесно ќе ја прескокнете таа препрека што ви е на патот. Колку повеќе чекаме, статистички зборувано, толку е поголема препреката и носи нови предизвици во самата позадина. Затоа, побарајте стручна помош, секогаш се исплати. Доколку размислувате за финансии, секогаш само би потенцирала на тоа колку чини адаптираното млеко, колку чини времето поминато во консултации со стручна личност и колку сето тоа вам ви значи. Заради тоа, размислете, нели нормално, само вие си знаете, јас секогаш викам, многу работи во родителството и општо во животот не се или не се црно или бело, туку навистина се, кога имаме многу повеќе нијанси на сето тоа, едноставно треба да извадиме нашата вага. На едната страна е користа од нештото, на едната страна е ризикот од нештото. И секогаш ги вагаме работите. Доколку ризикот е поголем од користа, секогаш тогаш одбираме да не го правиме нештото. Меѓутоа, доколку користа е навистина многу поголема од ризикот, или од загубата која што би ја имале, тогаш дефинитивно треба да пробаме. Јас секогаш се користам со таа алатка во мојот живот, значи проценувам што во моментов за мене представува многу голем ризик, што представува пак ризик кој што сметам дека треба да го земам затоа што користа од тој чекор е многу поголема. Нормално, само вие знаете индивидуално за вас која е вашата цел, која е вашата желба, што сакате вие да постигнете. Меѓутоа, единствено нешто кое што само не би сакала е неспремноста да биде фактор во тоа како ќе се одвива вашата дојначка приказна. Заради тоа, бидете секогаш многу предпазливи кога комуницирате кога добивате, едно е да споделам јас искуство, мое лично искуство, како јас сум поминала со моето прво дете, со моето второ дете и така натаму. Меѓутоа, друго е кога јас без да имам навистина познавање, вие имате некаков проблем, јас ви дадам совет што треба да направите. Секогаш земајте ги таквите совети со мала доза на резерва, заради тоа што не секогаш функционираат за сите. Значи, ова не е one size fits them all, нема нешто такво. Земајте го тоа секогаш во предвид кога комуницирате, дали е на Facebook групи, форуми, дури во секојдневниот живот, значи со пријателки, секогаш сите совети едноставно земете ги со мала резерва и размислете дали ова навистина ќе ми помогне или нема. Доколку претходно сте се едуцирале, верувајте ми дека ќе знаете и да давате добри совети најчесто и ќе знаете да препознаете добар и лош совет. Лош совет во смисла дека може да биде контрапродуктивен кај вас. Меѓутоа, секогаш одете 3 чекори назад пред да сакате, пред да ви дадат некоја цел каде што треба да стигнете, застанете, обмислете што ќе направам ако скокнам, до каде ќе стигнам, колку можам, дали ова за мене, дали едноставно кореспондира со моите сваќања, со моите желби, со моите идеи на бивање на родител. Зошто ова го зборувам? Пример, ако некој ви каже мора бебето да спие толку и толку часа, вашето бебе се буди и сака да цица, едноставно тој совет може и како да има големо влијание врз тоа како вие се чувствувате, што би направиле, дали ќе се загрози доењето, дали оставањето, пример, или ќе го оставите да плачи бебето, па ќе се научи, пример. За многу од родители таа метода едноставно не е воопшто, не кореспондира со нивните емоции, со нивното сваќање за тоа како тие сакат да го воспитуваат и да му одговараат на нивното бебе, на неговите потреби. Така што секогаш запрашајте се, тоа навистина би сакала ова едно индивидуално советување на сосема друга родителска тема, меѓутоа секогаш запрашајте се дали овој совет едноставно одговара на вистина со она што мене душата ми вика, она што мене срцето ми вика дека треба да го направам. И побарајте
барем сега е лесно на интернет, иако е многу тешко да препознаеме кој е добар извор, кој не е, меѓутоа побарајте на интернет, особено ако видите нели луѓе со титули кои што укажуваат дека имаат овие луѓе лактациско познавање, значи проверете, видете што стои зад некаков совет кој што сте го добиле, дали на вистина ќе ви помогне или не. Тоа е, секогаш е прекрасно ние родителството да можеме да, нели мислам, да си го предадеме едни на други, но сите не тајни на родителство, тајни и стварно мислам, јас и не можам да живеам без мојата заедница на мајки која што си ја имам, тоа се неколку жени со кои што буквално си споделуваме се, меѓутоа си знаеме докаде може да споделиме, а докаде веќе влегуваме можеби во едно поле на едноставно на да не звучиме како да делиме предрасуди или како да делиме совети, затоа што знаеме дека не сите работи се за секоја од нас и тоа е сосема во ред. Затоа едноставно побарајте си помош кога сметате дека ви треба. Индивидуалните советувања служат токму за тоа, за да се најде едно решение кое што одговара и за семејството, и за бебенцето, за да се најде еден единствен и уникатен пат кој што одговара на семејството за да го чекори секој ден без при тоа да се откаже или да се изфрустрира, а да сепак да се стигне до посакуваната цел. И секогаш ќе кажам, бидете многу претпазливи кога и вие давате совети на други семејства. Застанете, издишете и кажете, колку ова стварно може да биде од корист, а колку може да направи некаков проблем кај тоа семејство. Само така сметам дека може да направиме една прекрасна заедница од родители, семејства, мајки кои што па и татковци, партнери, било кој што и текако треба да се инволвирани во се во ова за доењето, меѓутоа тоа ќе биде тема за следна епизода. Значи партнерот, доењето, неговата улога, што се навистина зависи од партнерот кога се работи за доењето. Тука ве поздравувам, ви посакувам да имате прекрасна недела, а ние се слушаме во следната епизода која што треба да излезе следната недела. Имајте прекрасен ден. Поздрав!